Наместо кавијар, доби каша и овес. Наместо луксузна забава со познати личности и безброј пораки на социјалните мрежи, само децата не го заборавија и му приредија изненадување преку телефонски повик во затвор. Како Пи Диди го прослави 55-тиот роденден зад решетки? Раперот и музички продуцент Шон Компс, попознат како Пи Диди, вчера го прослави 55-тиот роденден. Но, за разлика од минатите родендени кога славеше со луди забави, оргии и згодни девојки, годинава денот го помина зад решетки, радувајќи се на повикот од 7 деца, кои му пеја роденденска песна. Наместо кавијар и шампањ, раперот роденденот го прославил со бисквити, каша и овесни снегулки, стандарден оброк кој им се служи на затворениците во затворот во Бруклин, каде што е сместен по обвиненијата за трговија со сексуални работници. Во минатото, забавите на Пи Диди за родендените биле незаборавни, со црвен тепих, екстравагантни торти, шампањ, а негови редовни гости беа Кардашијанс, Джей-Зи, Фарел, Парис Хилтон, Мараја Кери, Ивана Трамп. Никој од славните не му го честита роденденот и сите мудро молчат додека се во исчекување на исходот од судскиот процес што се води против него, а само неговите деца објавија видео на Инстаграм, за да покажат дека не го заборавиле. Хрватската пејачка Северина често го кажува своето мислење кога се во прашање политичките прашања и опции, а овој пат јасно стави до знаење за кого би гласала, ако има право на тоа, за време на претседателските избори во САД. Тоа го потврдува и коментарот кој го остави под објавата на актерката Деми Мур. Имено, актерката со селфи откри дека гласала за Камала Харис, а Северина и остави емотикони од аплауз и црвено срце. Гласавме. Возбудена сум да го дадам мојот глас. Гласањето е толку важен дел од нашата демократија, не заборавајте да го искористите своето право на глас, напиша Мур. Пред неколку месеци, Северина ја сподели изјавата на Камала од дебатата со Трамп на социјалните мрежи, која уследи по неговата реченица дека некои држави и демократи поддржуваат абортуси по раѓањето. Првиот македонски долгометражен анимиран филм, Јон Вардар против галаксијата, од понеделник, во 19 часот, ќе почне да се прикажува во киното Мистон во Прилеп, на домашен терен, од каде што доаѓа главниот протагонист, Жарко Димовски, кој го толкува ликот на Јон Вардар. Филмот засега е достапен за скопската публика, со проекции секој ден во Синеплекс, каде викендов беше најгледаниот филм на репертоарот на киното. Јон Вардар против галаксијата се прикажува и во киноверзум во Велес и Штип. Во кино Манааки во Битола, филмот е на репертоарот во петок и во сабота од 18 часот. Наскоро доаѓа и во другите градови во Македонија. Јон Вардар против галаксијата е хумористична приказна за еден надпросечно подпросечен човек, еден нарцисоиден робот и многу вонземјани кои се на мисија да ја спасат галаксијата од себе си. Режијата е на Гоце Цветановски, арт директор е Михајло Димитриевски, а директор на анимација е Димитар Ѓоргиев. Продуценти на филмот се Алан Кастило, Ева Конрад, браќа Калинови и Ладо Шкорин. Во главните улоги настапуваат Жарко Димовски, Дамјан Цветановски и Емилија Мицевска. Другите улоги ги толкуваат Филип Трајковиќ, Тони Денковски, Атанас Атанасовски, Слагјана Вујошевиќ, Мартин Ѓоргоски, Елена Тарчуговска и Бојана Тосковска. Со суитата Македоникум, музика на Давор Јордановски во изведба на ансамблот In Medias Res при Полифонија уметнички центар, денеска се отвора 25-тото издание на есенски музички свечености. Проектот Македоникум е промоција на македонската уметничка музика пред нови генерации и нова публика. Во својата 20-годишна работа уметничкиот центар Полифонија презема активна улога во реализацијата на проекти од повеќе стилови кои привлекуваат различни типови публика, едукативни, експериментални, джез и премиери на класична и барокна музика, залагајќи се за новина и разновидност кои ја продлабочуваат уметноста, при што и наследството и искуството на многобројните уметници презентирани преку проектите на Полифонија низ годините.